Музика, литература, многу убави теми до крајот на денешното издание на Македонија наутро. Нема да должам многу, бидејќи соговорничката која што имаме веќе во студиото 3 е долги години на македонската музичка сцена, нема никој кој не ја сака и не го почитува тоа што таа го работи. Андријана Јановска, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Кристина, добро утро на сите ваши гледачи. Убав повод имаме за денешното гостување. Впрочем, неколку поводи се, но пред да почнеме со новата песна и видеозаписот, морам да прашам, не стигнавте да се одморите? Од 8 до 9 зборувавме за тоа дека голем дел од граѓаните го мразат понеделникот за старт на неделата, бидејќи се чувствуваат многу уморни од викендот. Па имавте и вие активен викенд. Стигнавте ли да се одморите малку? Не. Не, бидејќи вчера само што следовме од Дизелдорф, каде што со моите колеги од групата ДНК имавме заеднички концерт и навистина преубаво поминавме, беше многу посетен, доста македонци дојдоа, заедно ги пеевме македонските народни и забавни рефрени. И меѓутоа тоа е сега, таква ни е работата, понекогаш е таков и периодот понапорен. Не биде тој е поводот поради кој што денеска ве поканивме во студиото 3 на МТВ. Јас не верувам дека некој остана рамнодушен од како успеа да ја слушна новата песна со која што факт вие правите влез во 2025-та. Прекрасна балада со многу убаво видео со текст. Ништо повеќе не требаше всушност на ова. Да, тоа е практично или текстуално видео каде што практично и се дава акцент на самиот текст кој што на вистина мајсторски го напиша Весна Малинова, аранжманот и музиката се на Александар Јовевски, тоа е еден добар познат тандем и еве ќе ви откриам дека подготвуваме уште 2 нови песни. Поинакви се малку, меѓутоа мислам дека оваа композиција баш одговараше, да речем, и за овој период од годината. Таква е малку меланхолична, интересна. Некои ми рекоа дека ги потсетува малку на филмот Джеймс Бонд. Насловните музички теми за Джеймс Бонд и јас го прочитав тоа, Да. Така што малку е поинаква, поинаква балада, меѓутоа зошто пак да не? Апсолутно, и се гледа дека сте многу умешна во тоа. Благодарам. Не секој го може. Своевидна најава за новиот албум, кој што е во подготовка и тоа исто така не израдува, бидејќи ни е потребна добра и квалитетна музика. Да, доста долго време, морам да кажам, го подготвувам новиот албум, меѓутоа во меѓувреме други некои активности имав, нели што со докторатот, тоа ми беше приоритет во изминатите години. И еве сега конечно можам да се посветам на оваа моја голема љубов, тоа е пеењето, нели, компонирањето. Заедно со супругот Гино исто така имаме десетици песни, ќе видиме кои од нив ќе се најдат на новиот албум. Сепак треба да биде албум, да има некоја, како да кажам, тематска поврзаност меѓу самите композиции. Тоа би го правела во текот на целава година, веќе имам неколку песни кои што се сосема готови, кои што ќе ги издавам во наредниот период. Па здравје следната година да ве очекувам на еден голем солистички концерт. За тоа се радуваме и ќе се подготвуваме и ние, но ќе потврдат, верувам, и нашите гледачи, оние кои што ја следат и вашата работа низ годините, дека како што апсолутно ви лежи новата музика, така ви лежат и песните на кои што стари македонски песни на кои што вие ги враќате во живот, ајде така да го кажам нештото. Тоа е и тесно поврзано можеби со докторската дисертација која што ја имавте. Ова е тема за која што треба да се говори, бидејќи нели постојано кога говориме за нашата музика, квалитетот на ова што го имаме во моментов има многу подлабоки корени. Така е, да. Многумина велат дека не им се допаѓаат некои од преработките, не нормално и доста од колегите нели ги преработуваат македонските народни песни, но јас сепак сметам дека треба тоа да го правиме заради тоа што само на тој начин преку обработката и преработката на нашиот македонски фолклор тој понатаму ќе живее. Едноставно нема друг начин. Тоа се тие варијанти на песните кои што младите ќе ги запознаат. Јас се радувам што ете преку мојот настап на Златната мувамара пред 2 години младината ја слушна песната за Ваташа, постарите ја знаеа песната, неве моите родители така натаму, меѓутоа младите не ја знаеа. Јас сум сведок бидејќи работам со млади. Ете тоа е тоа, на кое што треба да обрнеме внимание, нормално со умешно аранжирање и преработување на македонскиот фолклор,
да ја продолжиме таа традиција, младите да ја запознаваат, да ја запознаат убавината на фолклорот и она што сме ние всушност. Што им се допаѓа од тој аспект на вашите ученици кога еве разговарате со нив за музиката? Многу ме радува што многу се навраќаат веќе на нашиот фолклор. Еве порано, бидејќи јас од 2004 година предавам, значи долги години, навистина ретко порано се случуваше некој од младите да се реши еве да испее на концерт некоја македонска народна песна, што не е денес случај. Скоро секое второ, трето дете сака да отпее некоја македонска народна песна и тоа е тоа на кое што треба да работиме и ние како повозрастни, и како педагози, како родители. И 25 години апсолутно посветени на музиката. Дека сте своја на своето знаеме. Остана ли нешто овие 25 години што не го изреализиравте? Па никогаш не сум имала некои, не знам, амбициозни планови во смисла тоа и тоа дека треба да остварам. Оставам на спонтаноста и на мојата интуиција, како што ме води во моментот така. Важно ми е да го препознаат тоа луѓето и слушателите и гледачите, бидејќи крајната цел е сепак тоа. Ние нели да пренесеме нашата емоција и вие како слушатели и гледачи да уживате. И ако не прашате што сакаме ние на пример сакаме солистички концерт. Да, ви благодарам. И не сум единствена, верувам, која што го кажува ова увек. Да. Го должам тоа сепак на мојата публика. Јас сум имала многу концерти, меѓутоа зборуваме сега за еден така голем солистички или неколку се надевам концерти, кои што се надевам ќе ги реализирам во текот на следната година, бидејќи сепак треба сега пак некој мал залет да земам, нели? Вчера се вративте од Германија, ќе патувате ли некаде периодов, има никакви закажани настапи, каде ќе ве гледам? За сега нема да имам нови настапи, освен имам сега следен настап на 8 март за празникот Тодорица во Свети Николе, кој што е нивни нели патрон. И таму ќе настапам, ги поканувам сите свети николчани и штипјани од околината да повелат, нели, да се дружиме во 13 часот на градскиот плоштад. Во меѓувреме здравје следниот викенд, малку и со моето семејство ќе прошетам, ќе одиме на карневалот во Венеција и се надевам дека и времето таму ќе не постужи, ќе уживаме. Јас се надевам овој снег денеска. Баш читав на социјалните мрежи. Ете повторно ни изненади. Имавме најава од УКМР, но секогаш кога ќе го видиме некако изненадени сме, не знам зошто е такво чувството. Се надевам ќе ве послучи времето и убаво ќе поминете. Љубовта ви е музиката ви е апсолутна љубов, но што друго е страст, Андријана, што ве исполнува во секојдневието, што сакате да правите надвор од Сакам најискрено да се дружам и со моите деца, навистина уживам во тоа. Кога немам обврски да се шетаме, значи уживам во наједноставни работи, буквално наједноставни работи. Јас живеам во Бардовци, повеќето можеби знаат. Се уште тоа е некоја таква средина каде што не е толку урбанизирана. Наврод метажот. Да, така е, каде што може да се прошетаме до Зајчеври, до околните тука ниви и ливади. Навистина уживам во заедничкото друштво со моите деца. Сега еве и ќе за пролет и уште малку ќе шетаме низ градскиот парк. Секој слободен момент навистина го користам за дружба, заради тоа што треба да родителите што повеќе време поминуваат со своите деца. Надвор од тоа секако дека сакаме други активности. Сега повторно кога ќе за пролети ќе возам некаде со мојот мотор. Што друго? За шахот знаете веќе и моите деца исто така одат на шах, така што сега уште малку еве тоа е тој издувен вентил што ви носи насмевка во понеделник. Како? Тоа е тој издувен вентил што ви носи насмевка во понеделник, нели? Да, така е. Нека трае, нека биде и позитивно расположението. Посакувам, имаме многу новости за кои што говоревме. Останува да ја преслушаме небити тој да уживаме периодов во неа, а сакам заедно да најавиме да ја најавиме следната соговорничка со која што сте апсолутно тесно поврзани. Ве врзува проектот Чудесна лабораторија во кој што дел бевте вие и уживавте во целиот тој процес. Така е, да. Тоа беше пред, мислам дека 2 викенда, сега не можам точно да се сетам. Станува збор за мојата драга пријателка Ксенија, со која што навистина долг период соработуваме. Во просветно дело се продава и мојата книга, нели, докторатот. Исто така од претходно имаме други соработки каде што пестичките кои што заедно со Тања Веда ги обработивме на македонски јазик од англиско говорно подречје, исто така се
наоѓаат на каналот на просветно дело, така што имаме многу заеднички теми и со Ксенија. Драго ми е што некако се поврзавме да бидеме заедно ваши Да, и гости. мене ми е драго, ништо не е договорено и не планирано, но испадна многу убава. Јас ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ќе имаме поводи, најавивме неколку, па ќе се гледаме оваа 2025-та здрави Така е. зубави поводи. Благодарам Кристина, уште еднаш голем поздрав. Не биде тој во продолжение, виднаш потоа темата која што ја најавивме со Андријана, чудесна лабораторија во фокусот. Si veke ti, što te znam, ti gledaš daleku, a ovde sum jas, zbor, jedan kaže mi, milostiv zbor, zbor, i razvrzi mi son nežistor, dolgo vreme